Вечерашниот соговорник целиот работен век го мина во интеграција на Македонија во Европската Унија. Беше државен советник за европски политики. Неодамна се пензионираше, но и денес е активен чинител во напорите за остварување на долгогодишниот сон за членство на земјата во Европската Унија. Добре дојде за Драган Тилев. Добар ден. Дали имаше потреба да ја расчеречиме европската комесарка за проширување Марта Кос, која македонските традиционални специјалитети ги компарираше со македонскиот идентитет и јазик. Јас барем не верувам дека високата европска представничка туку така ноншалантно направи таква компарација. Секогаш треба да се обидете да ги разберете, да ја разберете другата страна. Некогаш можеби нема да ви се допадне тоа што ќе го слушнете, меѓутоа треба да го разберете, треба да разберете зошто е тоа кажано, во кој контекст е тоа кажано. Во случајов јас сум убеден дека тоа не е злонамерно, дека тоа не е со некоја си задна намера. Едноставно се работи за разлика во култури, за разлика во перцепција на крајот на криштата. И она што е особено важно и што сум го апсолвирал како лекција, како ова можам подиректно да го кажам, но нема поголем пријател кој ни е неопходен во Европската комисија од комесарот за проширување, бидејќи комесарката за проширување во случајов и претходните комесари за проширување се нашите очи, уши и уста во рамките на институциите на Европската Унија. Наши интерес е, и тоа силен, стратешки интерес е, да одржуваме не добри, одлични односи со комесарката во случајов, со институциите кои што таа ги покрива, со делегацијата на Европската Унија, бидејќи кога се разговара на ниво на телата на Советот, кога се разговара во Коела или во групата за проширување, ние не седиме на масата, но нас не представува Европската комисија, делегацијата на Европската Унија во рамките на Холмс тука или комесарката не представува во рамките на институциите на ЕУ, што значи дека ние мораме да градиме добар однос и да имаме разбирање за можеби некогаш работи кои што треба да ги дообјасниме. На нас е да ги објасниме нашите аргументи, нашите стравови, да ги објасниме тие формално, неформално, писмено, устно, во секоја фаза во која што можеме тоа да го направиме на секој форум и на секоја дебата, на секој состанок, за да може да ги обезбедиме разбирање за нашите аргументи и нашето разбирање на крајот на криштата за тоа што значат за нас идентитетските обележја, до каде се нашите црвени линии, што можеме да прифатиме, што не можеме да прифатиме, и тоа треба да биде совршено јасно и презентирано и елаборирано, за да може евентуално во иднина да не се, нема да кажам да се прават таков тип на грешки, евентуално да се избегнат вакви недоразбирања. Вие во едно интервју за Deutsche Welle велите немаме простор за поправен испит. Во тоа интервју, сега тоа е еден извадок од интервјуто, контекстот е малце поширок, колку што јас се сеќавам на тоа интервју, треба да се има целата генеза од каде се тргнало, каде се завршило, за да се види што внатре мораме да земеме во предвид, па да знаеме што е менливо, односно поправен испит нема, а што е менливо или треба да се потрудиме да го промениме. Па од тука, без да навлегувам многу наназад, но еден од клучните проблеми, или можеби и клучниот проблем, од кој што тргнува целиот тој талас на незадоволство, на фрустрација, е протоколот 2. Протоколот 2, некој вели, тоа е само записник, тоа е само забележување на одредени позиции во одреден момент, но можеби е тоа така, или од правен аспект би било тоа така, доколку протоколот
бидејќи тоа е дел, односно произлегува од договорот како обврска, договорот за добрососедство со Бугарија, како обврска од членот 12, каде што се вели дека ќе се формира таа министерска заедничка комисија и дека таа секоја година ќе прави пресек на имплементацијата на самиот договор и ќе произведува протоколи. Во протоколот 2 направен е многу подетален пресек и протоколот 2 содржи толку елементи, меѓу другото и во протоколот 2 е содржан елементот за потребата од промена на уставното решение, односно на преамбулата и на 2 члена во самиот устав. Во тој момент, тој протокол, кога се пренесува во заклучоците на Европската Унија, протоколот е, само ќе подсетам, подпишан на 17. јули 2022 година, на 18. јули, следниот ден, се донесени заклучоците на Европската Унија, односно Бугарија го повлекува своето вето или противење. Заклучоците го поврзуваат протоколот со самите заклучоци, со што значи дека и со уставните промени. Веднаш од тука имате ланчана реакција, тоа е, значи, 17 протокол, 18 заклучоци. Во заклучоците се усвоени и ЕУ генералните позиции каде што се вклучени и каде што е вклучена и преговарачката рамка, каде што стои референца на самиот протокол. Не како протокол, но како член 12 и овие записници кои што се произведуваат секоја година и кои треба да се произведуваат секоја година според договорот за добрососедство. Од тука одиме во други два документа кои што се исто така исклучително важни. Едниот е ЕУ заедничка позиција. Значи, претходно имавме ЕУ генерална позиција со преговарачка рамка, а ова е ЕУ заедничка позиција за првата политичка меѓувладина конференција. Можеби за добар дел од гледачите ова е поприлично комплексно, бидејќи испреплетено, но ѓаволот се крие во деталите и испреплетеноста на овие документи помеѓу себе практично не носи до заклучок дека протоколот е преточен како билатерален документ преку заклучоците и преку заедничката позиција на ЕУ за политичката IGC, односно меѓувладина конференција, е преточен потоа во генералната ЕУ позиција и преговарачката рамка, што значи тоа е веќе еден формиран корпус на билатерални преточени прашања во заедничката позиција на Европската Унија. Тука имаме уште еден елемент кој што беше на инсистирање на бугарската страна, а тоа е, бидејќи во делот на фундаменти или темели имаме еден цел корпус на теми, меѓу кои и владење на правото, значи поглавијата 23 и 24, правосудство и делот на фундаментални права, плюс делот на безбедност, сигурност, кој што е организиран криминал, борба против организиран криминал. Во тој дел стои дека тоа ќе биде една од одредниците за отварање на кластерот фундаменти. Но, што е идејата и на Бугарија, меѓутоа прифатена потоа и од Европската Унија, акцијски план за заштита на правата на поединци, припадници на малцинства или заедници. Тој акцијски план е составен дел на патоказот за владење на право и како составен дел на патоказот за владење на право, тој подлежи не само како одредница за отварање, туку подлежи и на времени одредници, кои што се исклучително тешки. Да подсетам само, Црна Гора 10 години се мачеше со времените одредници, Србија се уште се мачи со времените одредници, тоа значи сериозни одредници, без кои не можете да напредувате понатаму во пристапните преговори. И во тој корпус на времени одредници имате уште еден елемент, а тоа е корективни мерки. Тоа значи дека 2 пати годишно треба да се информира Европската комисија и Советот како ние Комисијата Европскиот Совет, односно Советот на Европската Унија, како се имплементира патоказот за владење на право заедно со акцијскиот план
за заштита на правата на поединци, припадници на малцинства или заедници, и врз основа на тоа можни се покренување на корективни мерки или со други зборови суспензија на самите преговори. Доколку до тоа дојде, а во случајот кај нас, според новата методологија, може тоа да го направи една земја членка. Значи, една земја членка може да иницира постапка на корективни мерки или суспензија, доколку не е задоволна од имплементацијата на патоказот за владење на право и акцијскиот план за заштита на правата на малцинствата. Од ова што до сега го објаснував или го објаснив, сега тоа можеби не е толку лесно да се апсолвира се наеднаш, но тоа се све последователни чекори кои што се поврзани меѓу себе, и кога велиме билатерализација на европскиот процес, тоа е билатерализацијата на европскиот процес од протокол 2 преку заклучоците, внесено во преговарачката рамка, односно во ЕУ генералната позиција, преговарачката рамка, во патоказот за владење на право, поврзано со акцијскиот план за заштита на правата на малцинствата и на заедниците. Дали сме исправени пред предизвикот Белград, Москва или Брисел? Лично не гледам таква дилема. Мислам дека сите наши политички фактори се многу јасни во своите изјави, дека нашата стратешка цел е Европската Унија, полноправно членство во Европската Унија, не некое фрагментирано, градуелно или слично, туку полноправно членство за Европската. Всушност за тоа сме и аплицирале уште во април 2004 година. И тука не гледам некое отстапување. Да, фрустрации има, меѓутоа ние политичарите уште и повеќе немаат право на фрустрации, бидејќи фрустрациите се поврзани со емоции, а политиката и одлуките кои што се носат на политичко ниво мора да бидат политички одлуки на рацио, кои што треба да бидат базирани и подкрепени со поддршка на нашите стратешки интереси. Наш стратешки интерес е влез во Европската Унија, и тука не гледам никаква друга дилема или некоја дилема околу тоа дали треба да се оди на една или на друга страна. Зошто, господине Тилев, многу често слушаме дека Албанија и Црна Гора се најверојатно идните членки кои најбрзо ќе се приклучат кон Европската Унија, а Македонија се поретко се споменува. Зошто изостануваме во однос на овој дел? Ако ги земеме резултатите од претходната година, односно извештајот, објективниот извештај на Европската комисија, и направиме компарација, пред нас е само Црна Гора во однос на кумулативната усогласеност со правото на Европската Унија и функционалноста на нашите институции. Ние сме малку подобри од Србија, а тие преговараат од 2012 од 2014 година, и сме далеку подобри од Албанија. Зборувам објективно кога се споредуваат политиките, законодавството, институциите. Но неспорно е дека Албанија од октомври минатата година до сега е катапултирана во процесот, се одвој од нас, имавме тој декаплинг, се одвој од нас, и многу е веројатно дека тие ќе успеат да ги отворат сите кластери, што значи сите поглавја, до крајот на оваа година, а многу е веројатно или можно е, доколку навистина се вложат максимално, а гледам дека се вложуваат, да ги затворат до 2027 година преговорите, кластерите, потоа ќе си следи процес на ратификација. Црна Гора е уште поблиску, бидејќи Црна Гора пред неколку дена го затвори поглавјето 5, јавни набавки, и полека почнува да ги затвара и другите поглавја. Многу е веројатно дека до 2026 година ќе ги затвори сите поглавја и веќе ќе биде на ниво на ратификација, подпишување и потоа ратификација на пристапниот договор. Јас не би ја издвоил тука и Молдавија, бидејќи Молдавија секавично брзо напредува. Ние сме на чекор од таа група. Мислам дека многу од политичарите кои доаѓаат овде, као од Кошта, Калас, Кос и многу други на билатерално ниво, па и министерката за Европа од Данска која го презема
од вчера председавањето, беа многу јасни дека ние имаме можност да направиме некои употреби и израз квантен скок, токму заради тоа што долго време го усогласуваме законодавството, имаме добра подлога, имаме добра основа и можеме релативно брзо, се разбира, со политичка заложба, со инвестирање во процесот, со ангажирање на квалитетни луѓе и на невладиниот сектор, и на млади луѓе, и на академската заедница, во целиот процес тоа треба една синергија да се креира, една позитивна синергија, која што би обезбедила доколку се надминат политичките бариери или се најде начин да се премостат политичките бариери, правам разлика во овие два елемента, тогаш можеме релативно брзо да го фатиме приклучокот со Албанија. Јас би рекол, и не само да го фатиме приклучокот со Албанија, туку можеме и побрзо да се движиме во тој процес и да бидеме дел од таа група која што би можела да ги затвори преговорите, не да стане членка, да ги затвори преговорите негде до 2027-2028 година. Потоа, пак велам, следи процес на ратификација. Сето ова е Остварливо е сценаријето 2030 да станеме членка на Европската унија? Јас многу 2 години наназад веќе говорам за 2030 година, тоа беше веќе и политички прифатено. Ако се вратиме наназад, беше невозможно да слушнете некој од политичарите од Европската унија или од членките на Европската унија да спомне година. Допред многу скоро време беше невозможно. Меѓутоа, геополитиката, динамиката на геополитичките триења и поместувања наметнуваат динамика и во процесот на проширување, па и промена на политиките на Европската унија во тој контекст, што значи дека и самата Европска унија, вие го слушнавте, предпоставувам, председателот Макрон, кој што е многу предпазлив во ваквите прогнози, кој во Тирана на самитот рече, ја очекувам Албанија во 2027 година да ги затвори преговорите. Значи, имаме веќе лидери на ЕУ, лидери на членки на Европската унија, кои говорат за години. Тоа значи, мојот заклучок е да, остварливо е, се разбира, доколку политичките пречки се премостат и доколку синергија да се обезбеди, затоа што сме ние мала држава. Имаме мали ограничени капацитети. Тие капацитети, за да се успее во целта, мора да се стават во синергија и мора сите потенцијали да се искористат доколку сме навистина искрени дека сакаме да ја постигнеме целта и да станеме навистина членка на Европската унија. На крајот, дали обструкциите доаѓаат исклучиво од Бугарија или пак прашањето, односно релациите со Бугарија ги користиме како алиби за немањето капацитет внатре да испорачаме резултати, например, во делот на владење на правото, битката против корупцијата и криминалот? Не би рекол дека тоа го користиме како алиби. Може би имам влијание од трети страни, од трета страна кон Бугарија и користење на таквиот наратив и таквите позиции и заострување на наративот и позициите во Бугарија, бидејќи таму расте тој дури европски скептицизам и покрај тоа што влегуваат во еврото имаат демонстрации и расте бројот на членовите на нивниот парламент кои сте од екстремно десната страна и кои немаат позитивен пристап или мислење во однос на нашето идно членство. Што се однесува за дома, кај нас, не би рекол дека тоа е алиби, тоа е само една реалност. За да можете да правите крупни промени, за да можете да правите длабоки реформи, каде што најчесто ви требаат 2/3 од парламентот, каде што ви треба широка јавна поддршка, морате да имате ентузијазам, морате да имате позитивна енергија. Ако од една страна имате обструкција, ако од друга страна имате бариери кои што не можете да ги премамнете, например, ако некој бара да преговарате за вашите идентитетски прашања, тоа е невозможно. Тоа е дестимулативно. И тоа веќе не е алиби, тоа е навистина реалност во која што мораме да се соочиме. Но, од друга страна, ние мораме да продолжиме да се реформираме, да ги зајакнуваме институциите, да ја деполитизираме администрацијата, да ја професионализираме администрацијата, да ги подобриме
сервисите кон граѓаните, да обезбедиме клима за економски раст, за отварање на нови бизниси. Тоа е елементарна работа која што не зависи буквално од ништо, од никаков процес, тоа зависи само од нас. Имаме патоказ, тоа се европски стандарди, имаме капацитети во институциите се уште, ова се уште, земете го како едно мало прашање и можеби дилема за некоја друга дебата. Меѓутоа, се уште, ние работиме со институциите, 3 децени работам со институциите, се уште има капацитет и има позитивна енергија во институциите да се спроведуваат реформите. Но, кога имате бариери, кога имате неприродни барања за поврзани со вашите идентитетски корења, во тој случај се намалува ентузијазмот и товарот кој што го носат на плеќите оние кои што треба да ги спроведуваат реформите е многу поголем. Благодарам за гостувањето и за интервјуто. Благодарам и вам.